Дали првиот човек на државата Стево Пендаровски се дистанцира од премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев? Ова прашање се отвара последниот период од кога тој го промени својот став за настаните од 27 април, велејќи дека граѓаните кои влегле во собранието не сториле тероризам. Ваквиот став на Пендаровски е во спротивност со ставот на партијата која му помогна да стане председател на Македонија, а доведе до можно мрзнување на односите со опозицијата, чиј лидер Христијан Мицкоски побара, а Пендаровски веднаш прифати средба. Околу осудените за собраниските настани, шефот на државата говореше во гостувањето во само интервју на Канал 5. Јас тврдам дека тие луѓе не беа терористи, што влегле. Стануваше збор за она што едно време во поранешна Југославија го нарекувавме и години потоа го нарекувавме насилно рушење на уставниот поредок, значи не тероризам. Тие што физички напаѓаа луѓе си ги заслужуваат казните кои ги добија. Оние кои само влегле во зградата на собранието не може да кажеш дека се терористи. Дека постои раскол во СДСМ веќе и повеќе од јасно, а еден од оние кои според шпекулациите не е омилен кај Заев е градоначалникот на Куманово кој има највисок рейтинг од сите градски шефови Максим Димитриевски. Тој најави дека на локалните избори ќе оди по нов мандат, но останува нејасно дали ќе има поддршка од својата партија. Во разговор за Алфа тој не сакаше да одговори прецизно на прашањето дали бедел како независен доколку СДСМ не го поддржи, велејќи дека очекува партијата да го донесе најдоброто решение и да биде зад него во октомври. Во мојот случај, бидејќи веќе најавив дека имам амбиции да се надпреварувам за нов градоначалнички мандат, повеќе од сигурен сум дека ќе добијам поддршката од мојата партија, затоа што пред 3,5 години излеговме на избори со една програма која што во најголем дел веќе е реализирана, а содржи проекти на реализација период 2, 4 и 8 години. И планирам заедно со мојот тип и со поддршка на мојата партија да ги дореализирам во целост сите проекти. Голем проблем за лидерот на СДСМ може да предизвика доколку против него се сврти скопското крило на партијата, откаде веќе нема луѓе на највисоките партиски позиции, откако Радмила Шекеринска најави дека се повлекува. Алфа неофицијално дознава дека по скопските кафулиња, не во партиските штабови, видни локални партиски ликови почнале да разговараат за формирање независни советнички листи за локалните избори, по примерот на ониот Охрид. Она што ја потврдува можноста за вакво нешто е најавата дека Бранко Црвенковски планира да формира нова партија, а пред неколку месеци градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ кажа дека треба да се слушне неговиот став за важните прашања. Многу е битно да знаеме отприлика што е цената која што треба ние како општество да ја платиме. Сепак верувам дека се искрени намерите и како сугестии, како критики, добронамерни предлози, се со цел да се постигне едно единство како држава, не зборам како политика или како партија, за да имаме ајде да кажеме еден исчекор во еден процес во кој што на жалост сме биле долго време заглавени. Покрај Шекеринска од врвот на партијата од Скопското крило претходно се повлече Дамјан Манчевски, кој важеше за близок до Нејза, а во партијата веќе подолго време ги нема и други познати ликови од Скопје, како Андреј Петров, Гордан Георгиев, Зоран Јовановски, Игор Ивановски и многу други.